Епитетот за гостиварскиот крај е вистина. Секогаш се пишува за убавата природа, изворите на вода, интересните приказни од старите гостиварци. Во средниот век во Гостивар доаѓале гости од сите краишта, а во летните денови по традиција секоја година се одржувале големи пазари. Од година во година се создала голема традиција и во Турската империја, па турците најчесто на турски јазик објаснувале Гостивар, што во превод значи има гости. Луѓето од дуќаните биле познати како многу гостолюбиви, па го нарекувале градот на гостите. Не само тогаш, и денеска тука запознавме многу гостопримливи луѓе. На дождливото време Фикрие Болетини, собственичката на беговата куќа во Гостивар, со голема срдачност не покани во старата и оригинална бегова куќа. Куќата потекнува од 17 век. За жал, до неа повеќе го нема амамот, делот од женската куќа на бегот. Симпатично и срамежливо надзира интересната градба на куќата. Фикрие се омажила за синот на кадијата, која купил куќата од некогашниот богат бег. Но со тек на времето, тука не се зачувале многу предмети, повеќе од незнаење биле уништени. Овде ова куќа е од една кадија, Аджи Афус Абдираман Исмаили. Така и после? И после тој живеел сегде бил во шеријатски судија, таму работил во судот тамо. И овде станувал со кирија, после го купил ова куќата. Пошто тие заминале, ме разбираш, на време Трускова се направило. Никој не знае, архива има во Трусково Топкапија, таму све има. Архивата. И овде имат, ама овде нема како таму што имат. И после ова куќа све е, знаеш, се под притисакот овие луѓе, од овие комшии, ме разбираш. Пак арно, ме разбираш, ми е крпи, не можеме со една половина пензија јас сум, од муж ми што земам. И така, рушење, ова дадува, ова ја после го онадив бев Скопле како писми, јас сум редовно сум испратил свегде, Камчевска, на тоа, на ова, Гюнер кога беше тамо, се менјава, не знам колку директори, не знам колку луѓи тамо, ме разбираш, и сега еден директор има тамо, не знам како се вика тој директорот, Беџаудин, многу добар човек, многу добар, се разбравме, многу убаво, значи, многу убави зборови, мислам дека кога бевме тамо, ми рече Фикрие ке го онадиме, рече ке бараме и на медиумите други, рече, од Турско да бараме нешто, ако не дава тако доза. Ми рече, со што сме делиле пари, рече, да видиме колку ке не даваат, рече, и после ке почнеме со работа. Ке кажуваме кој месец ке почнеме. Треба куќава да се заштити, така вие не смеете сами да правите. Да заштитит куќата, али заштитено, не заштитено. Решење имам, решење кога банката се праеше тогаш, 35 години ми се чини банката имат како е направено. Фикрие не прошета низ целата куќа. Со голема среќа раскажуваше за она што останало. Се предпоставува дека првата градба била многу поголема. За среќа, некои работи се сочувани од бегот. Кубурата и неговата соба останале. Ова семејство ја негува куќата колку може, но сами не смеат ништо да реновираат, бидејќи таа е заштитена како културно наследство. Кога се маживме, дојдов овде, се рушено беше, кираджи овде рушиле, скршиле, елементи што имало куќата, што викаш ти, се е распарчено, фрлиле, џамо имаше со бои, све пукнати, тоа, ова, и све рушиле, све кираджи. Старата само во една соба седела. Така. После тие сопругот вака ја средивте куќата? И по сопругот мислам дека како? Вие ли ја средивте, ја поправивте? Сигурно, колку имавме, ми ја зар вака беше, да видиш ти, рогол беше овде. Рогол беше, а најубава куќа, елементите се, врати имало, све прозори, после тие кафези, знаеш, све го скршиле децата, една кираджија парализирана овде, со 10 деца. Све викаше, аджијала се крвави, викаше, све е, рече, распарчено, ние се остаривме, рече. Кадијата тогаш умре, кога излезе во петлето, требаше подпис да дава, разбираш?
за пердето, переджето што носевме. Што носеле тие, ја млада бев тогаш, јас увек вака сум била отворено. И така останало. Посебно Фикрија ни раскажа за животот во Гостивар. Тука сите многу се дружеле, како што вели таа, и денеска не е важна верата, ако човек е човек. Стара Гостиварчанка, еве од татко ми куќата погоре малце, еве внуку ми мат направи. Како се И живееше? Јагоно река туе е близина. Како се живееше порано? Како се живееше, абе порано се живееше, убаво се живееше. Мало градче, немаше толку народ. Сега дошле од селата многу луѓе што ние не сме научени, ние граѓани сме биле педантни, ѓубрињата, тоа, ова, све сме. Сега не можеме, ние се стално се караме за тоа, ама не вредит ништо, кога треби полицијата да гледат овие работи. На празници си одевте со македонците? Како не со македонците во Скопје са девојчињата, близу мајка ми туе во Севенејца, свите тие беа комшиите наши што без нас ништо не јадевме ние, ни тие ни ние без. Во пумпата од татко ми све 55 години полнеле вода во бунарот. И викал татко ми, слушај жено, овие од Венејца девојчијата идат. Ке го направиш ручак, ако најдаат овде ручак јадејки, ке го понудиш овие женските, овие децата на Венеца, многу го жалам. Ние сме комши и требите едном другоме да се унадуваме. И Попот Ефтим ти реков дека и тој беше прв другар на татко ми. И така ми е многу убаво спезаме. Тоа беше и травар тој, знаеше, и лекови све. Тетка, не, Попот, знаеше. А татко ми еден ден да не идеше Попот на дуќан, тоа беше ексик на татко ми. Оди Алија на татко му на внук ми. Оди да видиш Попот што е, да не е болен нешто. Ние многу убаво сме поминале овде во Гостивар. Куќата со години се распаѓа. Надлежните ветуваат дека овој стар објект нема да го проголтаат новите градби што се прават околу неа. Ова куќа, како што имаме сознание, датира од 17 век, 18 можеби. И оваа куќа е карактеристично за османиското време, као бегова куќа, што е карактеристично за побогатите турци. Се работи за комплекс, дел од комплексот, што било тогаш харемлук и селамлук, значи женска куќа и машка куќа, но сега е останата само дел од машката куќа. Може ли малце да ни објасните што значи тоа машка, што значи женска куќа? Значи карактеристично е за османиското време побогатите, беговите, имале значи повише жени, така значи и се биле делени и куќите на жените и мажите. На врнежливото време ни раскажаа за старата Саат кула, слична на онаа во Битола, и за црквата Богородица. Значи се работи објект изграден во 17 век од страна на Ебу Бекир, тој што бил еден на тоа време од богатите во овој регион, и има изградено и џамија и Саат кулата. Значи Саат кулата е објект што ни представува и ни каже, може да ни каже дека се има некои символи од периодот на Османската империја. Манчестер Юнајтед и Барселона со идентични гостински триумфи од 2:0 ги дочекуваат реваншите од полуфиналето во фудбалската лига на шампионите. Во ведните пресметки против Шалке и Реал ги добија на противнички терен, што ги става пред портите на Вембли. Возвратни надпревари од полуфиналето во елитното надпреварување на 3 и на 4 мај. Ексклузивно на Канал 5. Чекај да дојдам првен на ред овде. И не можам сега гледај поладено мрачно. Ако утрото по денот се познава, тогаш ова е совршениот ден. Две убави работи. Значи, ем шеф, ем ќе го заменувам директорот кога е на пат. А кога сме кај работата, кој зашто е скроен?
Ti si na моето место, а јас сум на твоето. Ништо не е вечно. Македонската хит серија Трето помашко вечерва на Канал 5. Новата Signal White Now паста за заби ги побелува вашите заби веднаш после првото миење. Зошто да чекате? Побели заби со единствената паста за заби која има моментален ефект на белење. Signal White Now. Јас сум златната рибка Мон. Ова лето сум во салоните на Монтенегро Мебел. Исполнувам желби и ве водам на незаборавен одмор во Грција. Доволно е да купите италијански мебел во вредност од само 6.000 евра и со вашиот партнер заминувате на одмор, а исполнувам и уште една желба. Попуст. Зарем е можно? Секако дека е можно. Не барајте ме на друго место. Повелето во салоните на Монтенегро Мебел. Od svoje 30. godine imala sam probleme sa izraženim venama. Kako su godine prolazile, stanje je bilo sve gore i gore. Noge su mi oticale, usporeno sam hodala i zamarala sam se. Videla sam reklamu za Vendoxin kapi i počela sam da ih koristim. Sada mogu reći da sam sve ove tegobe svela na minimum. Bolje se osjećam, ne osjećam više zamor, noge mi ne otiču i uvek su mi tople. Vendoxin kapi preduzeća Alternativa Medika ispoljavaju blagotvorno dejstvo kod gotovo svih poznatih poremećaja u krvnim sudovima. Vendoxin otklanja osjećaje zamora i trnjenja nogu i ruku. Snabdeva tkivo kiseonikom, poboljšavajući protok krvi kroz periferne krvne sudove. Smanjuju mogućnost stvaranja tromba i zaštitno deluju kod dubokih venskih tromboza u periodima posebnog rizika, mirovanja u postelji, traume, stanja posle infarkta, moždanog udara. Povoljno utiču na otklanjanje simptoma izazvanih infarktom, dezorijentisanost, povišena temperatura, osjećaj zamora, glavobolja. Povoljan uticaj imaju na funkciju jetre, detoksikaciju i metabolizam masti, smanjujući koncentraciju triglicerida i holesterola u krvi. Kapi deluju na hemoroide gde utiču na njihovo zarastanje, epitelizaciju i sušenje. Povoljno utiču kod povrede u sportu, tupih povreda, nagnječenja i stanja posle preloma. Zbog svog blagotvornog dejstva na prokrvljenost svih organa, Vendoxin kapi mogu koristiti i potpuno zdrave osobe. Za Vendoxin kapi preduzeća Alternativa Medika saznao sam preko televizije, a počeo sam da ih koristim zbog toga što sam imao strahovite bolove u nogama, vidljivo izražene vene, otežano kretanje. Posle upotrebe od nekoliko meseci bolovi su prestali, vene su se povukle i tako da se ja sada mnogo bolje osjećam. Svako ko ima problema sa venama, preporučio bih da proba jer su jako delotvorne i korisne. Zbog specifičnosti posla kojim se bavim i zbog povećanja telesne težine imala sam problema sa venama. Imala sam jake bolove, otežano sam hodala, cirkulacija je bila na nuli. Saznala sam za Vendoxin kapi i počela sam da ih koristim. Bolovi u nogama su prestali, cirkulacija se poboljšala. Vene su se povukle, hod se jako popravio. Zahvaljujući Vendoxin kapima i Alternativa Medici, problemi su prestali. Pre godinu dana sam imao zakrčenje desne arterije i povećane trigliceride i holesterol u krvi. Posle uzimanja par meseci Vendoxin kapi osjetio sam veliko poboljšanje. Trigliceridi i holesterol su mi se doveli u normalu. Osjećam se mnogo bolje, radim, zamarao sam se, dobio sam boju u licu, bio sam mnogo bled pre toga, tako da mi je mnogo bolje sada. Osjećam se sigurnije uz Vendoxin kapi i nastavit ću dalje da ih koristim, to je sigurno. Korisnik sam proizvoda Vendoxin kapi, koristim ih radi poremećaja krvnih sudova, hemoroida i masnoće u krvi. Posle duže upotrebe Vendoxin kapi osjećam se zdravije, vitalnije i sposobnije. Preporučio bi svakom da uzima Vendoxin kapi ko god ima poremećaj sa krvnim sudovima, hemoroidima i masnoćima kao preventivu. Patila sam dugo, otjecale mi noge, vene, nijesam mogla da živim od bolova,
skoro bila nepokretna, nisam mogla da hodam, padala sam. Svuj sam išli, u Ris sam ležala po mjesec dana, 2 godine, džaba mi je bilo. Vendoksin kapi, najviše su mi to pomogli. Pijem je 8 mjeseci. Sad mi je mnogo bolje, osjećam se baš fino, nanovo sam se rodila. Preporučila bi svijama koji ima tako bolove ili za cirkulaciju krvi, za sve pomažu. Značajните моменти од вашиот живот. Овековечете ги со фотостудио Дичо. Имиджот го гради долгогодишното искуство. Замоли сме жени да направат 7-дневен ДАВ тест. Без огледала. Секој ден тие може да осетат дека нешто се случува и 7-миот ден видоа. ДАВ со 1/4 хидратантен крем негува за помека и помазна кожа која сјае. За гостопримливоста на гостиварци точна е приказната дека занаечиите и чаршијата го даваат шармот на градот. Стефан Ѓоргиевски е еден од двајцата којунџии во градот. Позитивниот занаечија, како што вели, со мира ко дете го работи филигранството. Иначе роден сум 36-та година, стар 75 години. И уште работите? Уште помалку, кога можам, ќе работам. Што најчесто изработувате? Најмногу сега изработуваме колани за дими и таке филиграмски работи изработуваме. Порано во гостивари беше повеќе занаети? Па имаше, беа порано тројца којунџии бевме во гостивар, а после се намножија и златари дојдоа повише и така се отворија, сега има повише дуќани. А иначе тројца бевме којунџии, тројца, двајца, едниот почина, сега двајца работиме. Значи занаетите многу ги нема? Ги немат занаетите. Занаетите исчезнаа малку, повија постари занати, помалку работат. И од кого го научите? Ја го научив од татко ми, од мојот татко ми работи, уште од турско време тој бил занаетчија, чирак. Гајшло, па дуќан држил, све од него сум го научил занатот. Нашиот занат е доста стар. Што е тајната во занаетот? Тајната во занаетот за да бидеме добар којунџија се учи уште од детството. Треба да биде, да имат човек многу мерак, да имат за занатот и така да може да работи, да го изучи. Тоа не е баш лесна работа нашиот занат. Којунџискиот занат е малку и макотрпна работа, да се научи. Е специфична, се работи и со киселини работиме, и со материјал, со стребро, со бакарна жица, со сребрена жица. Изработуваме филиграмски работи, овие афишеци, колани што се изработуваат. За тоа колку време треба? За ова да се направите еден ваков фишек, вако е материјалот припремен, треба да се припреми предходно, па после се везет, се работи, тали, опет најмалку едно 3 сати ќе треба да се направи тој фишек. Овој занает е макотрпна работа, бара креативност и трпеливост. За жал, како што раскажува, младите не ги сакаат занаетите како некогаш што тој одвај чекал да направи убав брош и да го насмее неговиот учител, татко му.
добро се живеат и со занатот добро живиме. Заработуваме, има некоја заработувачка, не е Бог знае што сјајно, али за да се живит, може да се живит. Со овој занат може да се изживит, ама децата млади сега неќат, не изучуваат, не сакаат да дојдат да изучуваат занат. Ретко. Некој неќе да дојде да го учи занатот. Од градот заминавме во селото Вруток, село оддалечено не повеќе од 10 километри. Од сите страни се слуша жуборењето на водата. Од ова место извира реката Вардар, најдолгата река во Македонија. Чистата изворска вода е живот за рибниците. Професорот Вангел Стефановски едноставно кажано е таткото на златната пастрмка. Тој е координатор во рибникот за мрестење на пастрмка. Златната пастрмка е произведена од стандардната, позната по меѓународот како автохтона, калифорнијска пастрмка, односно сега не е автохтона, а алохтона се вика по терминологијата рибарска, која е донесена многу одамна. Со селекција кај нас е селекционирана и добиена е златна форма на виножитната пастрмка, односно калифорнијска пастрмка, што значи направена е промена на генот за боја и од 85-та година наваму, бидејќи е плодна, постојат и машки и женски индивидуи, размножена е низ цела Македонија, има и надвор од нашата република. А рековте виножито, зошто виножито? Затоа што овој вид на риба потекнува, како што ви реков, алохтон вид на риба или донесен. Донесен е од Калифорнија многу одамна, на просторот на Југославија некаде пред 200 години, а додека кај нас во Македонија се одгледува околу 100 години. Ако ги прашат американците, тие ја знаат како рейнбоу траут, односно виножито пастрмка, бидејќи кај нас потеклото е од Калифорнија, нашиот народ ја знае како калифорнијска пастрмка и кој да го прашате, ја знае како калифорнијска пастрмка, не како рейнбоу траут. Познатата калифорнијска пастрмка на балканските простори е донесена пред 2 века. Карактеристиката повеќе за нас е интересна за потрошувачите, бидејќи има необична боја на риба, има златно-жолта боја, што значи месото е со црвеникава боја, месото не е видова одлика. Пастрмките имаат можност да се бои месото, кое зависи од каква храна добива. Исто така и охридската пастрмка, ако преку сезона се храни со хитински материи, со ракчиња, добива црвена боја. Ако се храни со повеќе со риба, тогаш има бела боја на месото, што значи исто така и златната пастрмка се разликува во производниот процес, односно за 15% има поголем прираст, доколку се чува како чиста линија, како жолта или златна, додека ако е помешана, во тој случај има послаб прираст, бидејќи е поспора во пливањето. Бидејќи е побавна во пливањето, има повеќе масни материи, што значи има посочно месо, покревко, односно похранливо за потрошувачите. Природата по Чарпланина е навистина преубава и на пролетниот дожд. Уживајте во вкусот на пастрмката. Тука може во било кој период од годината да поминете пријатни и незаборавни моменти.